Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Срцевата слабост е многу често и сериозно заболување за кое не постои конечно излекување. Кога пациентот ќе добие оваа диагноза, негова нормална реакција е страв и збунетост. Но доколку болеста се открие навремено, болниот ја разбере добро, прифати и се придржува на препишаната терапија, тогаш може да има долг и квалитетен живот. Но што ако срцевата слабост се диагностицира во незината поодмината фаза? Што доведува до оваа болест, кои се начините за незино диагностицирање и лекување, ќе ни објасни професор доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од приватната болница Жан Митрев. Започуваме веднаш по рекламите. Што е тоа срцева слабост, ќе ни објасни професор доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог во Жан Митрев клиник. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Дали сите лица што имаат срцева слабост се соочуваат со зголемено, односно проширено срце, бидејќи често можеме да чуеме како некој вели мине срцето ми е проширено? Да, проширеното срце е еден од типовите на срцева слабост. Срцевата слабост представува синдром. Тоа значи опфаќа различни морфолошки промени на срцето. И срцето некогаш е проширено, некогаш може да биде и во нормални граници, но сепак да биде ослабнато. Поради тоа, кардиолошката јавност срцето го има поделено според пумпната снага на три типа на срцева слабост, да кажеме, основни типа. Имаме срцева слабост со тешко намалена пумпна снага, значи срцето тешко пумпа, слабо, помалку изфрла крв од левата комора во аортата. Потоа имаме срцева слабост со лесно редуцирана ежекциона фракција или пумпна снага од 40 до 49%. Ежекционата фракција, обично пациентите ги многу им е важно да ја дознаат бројката колкава е. Колкав процент? Да, и меѓутоа може да биде и над 50% пумпната снага, односно ежекционата фракција, но тука патофизиологијата за настанување на овој тип на срцева слабост е различно отколку оние што се со срцева слабост под 49%. Така да, секоја од овие морфолошки типови имаат на некој начин своји карактеристики и понатаму, кога ќе ние видиме дека се работи за срцева слабост, потоа ехокардиографски најчесто, тоа е првиот момент кога се сретнуваме со пациентот, покрај значи симптомите кои што ги има, ехокардиографијата веќе не насочува за каков тип на срцева слабост се станува збор и тогаш потребно е да ја откриеме причината која што довела до таа срцева слабост. Затоа што има срцеви слабости кои што одат асимптоматски долги години, потоа поминуваат во симптоматска срцева слабост, меѓутоа има некои кои што после некаква причина поминуваат во симптоматска срцева слабост, која што дури бара и хоспитализација. А без разлика на типот на срцевата слабост, дали сите пациенти имаат забрзан пулс? Забрзаниот пулс е компензаторен механизам. Немаат сите забрзан пулс, меѓутоа големиот број имаат, затоа што срцето всушност се труди да ги задоволи метаболните потреби на организмот за кислород. И кога во ткивата нема доволно кислород, тоа работи побрзо за да ја испумпа потребната количина на крв до органите. Ако срцето послабо пумпа, тоа значи имаме помала количина на волумен на крв која од левата комора иде во аортата, а од тука низ целиот организам, потребно е срцето да ја забрза фреквенцијата за да го задоволи тој оптимален минутен волумен за да се достави доволно количина на кислород и хранливи материи во ткивата и органите за да нормално може организмот да функционира. И уствари кога ние имаме намалување на минутниот волумен, ни се намалува и крвниот притисок тука, значи тоа е поврзано, тоа се тие хемодинамски параметри и тоа понатаму доведува до симптоми од типот на замор,
гушење. Значи, сите тие симптоми што ги чувствуваат пациентите се всушност резултат на несоодветно на потреба, значи нас ни треба повеќе кислород од тоа што ни доаѓа. И тоа особено се чувствува при напор, затоа што во мирување метаболните потреби се помали, при напор метаболните потреби се поголеми и тогаш пациентите прво обично ги чувствуваат симптомите при напор и понатаму при се помал напор се појавуваат тие симптоми. Ајде да ги погледнеме симптомите. Ние издвоивме неколку најчести симптоми кои што се поврзани со срцевата слабост, а тоа се замор и неможно закачување по скали или на горнини, препотување при одење, губење здив, неможно да се лежи на грб, кашлица при лежање, оток на двете подколеници, надуеност на стомакот, болка во градите, срцебиење и забрзан пулс, бледа кожа и жолта пребоеност на лицето. Ќе искоментираме сега дел од ова. Замор и неможно закачување по скали или на горнини, тоа уште во почетната фаза на болеста може да се забележи. Ако да пациентите на рамна површина ќе се забележи тој симптом? Да, тоа може да се забележи при одење порамно, али тоа е веќе во покасните стадиуми. Ние тоа го викаме веќе ниха 3, ниха 4, имаме класификација. Најпрво во почетната фаза тие немаат никакви симптоми. Може да биде долго време асимптоматски, потоа да дојде до некаков поголем напор и тогаш декомпензира, односно компензаторните механизми се исцрпуваат и веќе поминува во симптоматска срцева слабост. Прво е на скали. Најчесто на скали забележуваат поголема е потребата, а тие не можат, срцето не може да го совлада тој напор. И со тоа што и покачувањето по скали битно е до кој е скалило. До трети кат, тоа е веќе се уште добра толеранција на напор. Над трети кат е нормално веќе да се заморуваат. Меѓутоа, почнуваат скалилата да се намалуваат. Прво, почнуваат и до први кат, после тоа им е тешко, па после тоа почнува и порамно. Најлошиот случај кога и во седење ги гуши. Или, сега, сето ова има патофизиолошки механизми, значи кога срцето не може, нема доволно пумпна снага за да ја истурка крвта во аортата и во циркулацијата, имаме задршка на одредено количество на крв во левата комора, левата предкомора. И тука ретроградно се полнат белите дробови со крв, односно доаѓа до застој. И тој застој е всушност интерстицијална течност помеѓу алвеолите, помеѓу капиларите. И тука се отежнува размената на кислород. Значи не е она нормална алвеолокапиларна мембрана, туку имаме сега и оток, вишок на течност. И поради тој вишок на течност, пациентите не можат да лежат нарамно. И затоа они сакаат повеќе да бидат на полуседечка или дури на крај седечка состојба. Многу пациенти доаѓаат со неколку дена не може да спие, мора да седи, за да малку од малку направи некоја дремка. Меѓутоа, недостатокот на кислород и тешкото дишење всушност е тоа што ги води на доктори што им дозволува да заспијат. Или доколку заспијат, тоа е кратко и веднаш се штрекаат поради хипоксија. Така да, тие симптоми одат постепено од подобро кон полошо, за да на крај и во мирување, ние го викаме тоа ниха класификација 4, веќе и во мирување имаат глад за воздух. Значи не може да дишат, имаме седечка состојба, пациентот тогаш тоа е веќе она терминална, да кажам, веќе е крајна фаза, кога имаме насобирање на течност во белите дробови, во плевралните изливи. Меѓутоа, тој зголемен притисок и задршка на течност во белите дробови го оптоварува белодробието и тоа влие на десното срце. Значи, срцето е лево и десно. Кога ќе дојде до зголемување на притисокот и волуменот во десното срце, доаѓа до поврзаност, бидејќи десното срце е поврзано со јетрата, со црниот дроб. Доаѓа до на некој начин компензација за притисокот
и течноста, односно притисокот од десното срце поминува во црниот дроб. Црниот дроб станува поголем, почнува и тој да оттекува. Так. Пациентите во тој момент имаат болки во стомакот, во желудечните гоби. И многу често се случува да они се лечат од стомачни проблеми, а всушност тоа е затоа што е отечен црниот дроб и тука имаме епигастрична болка. Меѓутоа, тука не завршува приказната. Патофизиолошкиот механизам продолжува во стомакот. Бидејќи имаме зголемен притисок во црниот дроб, имаме излевање на течност во стомачната шуплина. Сега, таа слободна течност може да биде во помало или поголема количина и пациентите тука отекуваат. И бидејќи тие отекуваат, имаме зголемен притисок врз вена кава инфериор, односно врз долната шуплива вена, врз сите абдоминални органи и од тука враќањето на крвта од нозете кон стомакот е отежната. Затоа има отоци на подколениците. Затоа имаме и отоците на подколениците. И обично тие се тести. Значи се појавуваат од глуждовите нагоре, од почеток ги има само попладне, навечер потоа ги има постојано. Карактеристика за срцевите едеми е дека се билатерални, тоа значи двете нозе ќе бидат отечени и кога на предниот раб на подколеничната коска ќе се притисне, останува длапка. Тоа се така наречени тестести отоци, тоа значи дека имаме насобрано течност во интерстицијалниот простор на нозете. И отежнато е враќањето на крвта сега од нозете кон стомакот, затоа што стомакот е самиот отечен. И тоа е една цела слика на терминален стадиум на лево и десно срцева слабост. Некогаш пациентите се многу бледи, силно се препатуваат, жолтеникава им е кожата. Зошто пак има промени на кожата? Веројатно поради сето ова што го набројавте. Срцевата слабост, ви реков, е синдром. Цел организам го зафаќа. И органскиот дел, како и психата. Анемија многу е честа, затоа има кожата бледа, бидејќи они се анемичени. Тука имаме потешка ресорбција, значи рачунете дека кога ќе отече стомакот, тука имаме и оток на цревата. Имаме потешка ресорбција на железото. Тие послабо јадат, апетитот е намален. На тој начин помалку и железо се внесува. И на тој така се вртиме ние во еден круг. И кај таква една хронична срцева слабост, да кажем, имаме присутна анемија. Професорке, но кај многу пациенти на почеток не се забележуваат никакви симптоми. Зошто е тоа така? Успева срцето да искомпензира со овие механизми што ги објаснивте, забрзан пулс? Да, срцето од почетокот компензира и пациентот, всушност човекот се прилагодува на дозволеното од тоа колку срцето му дозволува да се движи. И од почеток тие немаат симптоми затоа што и не се движат. Бидејќи забележале подсвесно дека ако се качи малку повеќе ќе се замори и затоа немаат потреба да се движат толку повеќе. Меѓутоа, забрзаниот пулс и периферната васкулатура реагира и тука имаме може да трае порано или пократко или подолго да траат тие компензаторни механизми. Меѓутоа, при поголем напор, при некаков физички стрес, при психички стрес, при поголем внес на солена храна, поголем внес на течности, срцето веќе не може да компензира. И тогаш доаѓа до акутна срцева слабост, односно до декомпензација, собирање на вишок на течност во интерстицијалниот простор во плуќа и понатаму абдомен. Кои се причините што доведуваат до намалена способност на срцето да ја пумпа крвта? Значи, најчеста причина за срцева слабост, инаку срцевата слабост е пандемија, заедно со атриалната фибрилација. Од сите кардиоваскуларни заболувања, срцевата слабост и атриалната фибрилација се најчести. Срцевата слабост најчеста причина е во развиениот свет коронарната артериска болест, атеросклерозата.
која што болестите доведува на крвните садови, да, всушност. болестите на крвните садови, поточно во случаев на коронарните артериите кои што го исхрануваат срцевиот мускул со кислород, хранливи материи. Втора причина хипертензијата. Покачениот притисок крвен? Високиот крвен притисок е честа причина за срцева слабост. И тоа е една од оние заболувања кои што може да се спречат со добра контрола на крвниот притисок. Потоа имаме проблеми со срцевите валволи. Значи, дали ќе биде митрална стеноза, митрална инсуфициенција како почесто, примарно, секундарно, дали ќе биде аортна стеноза, аортна инсуфициенција, значи стекната или вродена срцева мана. Аритмии. Атриална фибрилација може да доведе до срцева слабост. Или малигните аритмии. Така да тие спаѓаат исто во една од честите причини за срцева слабост. Потоа може генетски да биде предиспонирана? Може, тоа е исто така една од причините. Таа се оди обично фамилиарно, се испитува со генетски тестови. Всушност, еве да ги поедноставиме работите. Инфекциите, вирусните, бактериските, еве сега коронавирусот беше актуелен и се зборуваше за миокардитиси, воспаление на срцевиот мускул, може тоа да доведе до срцева слабост? Да, тоа може да доведе до срцева слабост и ние имаме такви искуства. Вирусите се познати предизвикувачи на миокардити. Инфлуенца вирусот на грип предизвикува миокардити во 1% од случаевите. За разлика од тоа, коронавирусот некаде од 10 до 15% предизвикува миокардити. Во некоја наша научно-истражувачка дејност утврдивме дека од прилика 10, и ние спаѓаме во таа група, 10 до 15% од нашите пациенти развиваат миокардна повреда или миокардитис. Така да вирусените миокардити се честа причина за посета на кардиолог, може да доведат до срцева слабост. Најголемиот дел од нив, над 70%, поминуваат со терапија и имаат добра прогноза. Меѓутоа, мал процент, за жал, поминуваат во напредната срцева слабост и има понатаму потреба од девајси и па дури некои завршуваат и со трансплантација. Бактериите исто така, бактериските трепанозома крузи или стрептококи можат исто така да доведат... Значи една обична инфекција на грло? Да, стрептококот, особено пиогениот стрептокок, треба многу да се внимава, затоа не треба симптомите или грло не е ништо страшно. Треба да се види за која бактерија, затоа што и тие знаат да поминат во циркулацијата, понатаму да доведат можеби до миокардит или до ендокардит, до воспаление на срцевите валвули, па тие понатаму да доведат до срцева слабост. Исто така не ги спомнавме инфилтративните заболувања. Кои се тие? Инфилтративните се саркоидоза, амилоидоза, тоа се појава на грануломи и го инфилтрира самиот срцев мускул. Значи во срцевиот мускул имаме патогени и тоа доведува до срцева слабост. Исто така може да биде секундарно во склоп на ревматски заболувања. Така да пациентите со ревматски заболувања барем еднаш годишно, ревматоиден артрит, системска склероза, треба апсолутно ехокардиографски, затоа што како левото, така страда и десното срце со појава на пулмонална хипертензија. И би сакала уште да напоменам, во последно време е многу актуелно срцевата слабост предизвикана од цитостатска терапија. Оваа година, како резултат на се големиот за жал број на малигни заболувања и големата употреба на цитостатици, некои од нив се кардиотоксични и од оваа година, 2022 година, Европското кардиолошко друштво издаде препораки за тоа кои пациенти кои што примаат цитостатска терапија треба да бидат прегледувани на ехо, односно да имаат правилни кардиолошки прегледи.
Пред започнување на цитостатска терапија апсолутно е потребен ехо преглед и понатаму помеѓу нели да се следи состојбата на срцето. Така да тоа е во последно време доста забележително дека цитостатиците нели влијаат на срцето и потребни се контроли. Освен тоа, цигарите, алкохолот, да, алкохолот предизвикува... Значи начинот на живот. Начинот на живот, алкохол, цигари, седечки солена храна, седечки начин на живот, немање физичка активност, сето тоа влие исто така во развојот на срцевата слабост. Ке ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања на телефонскиот број 02307677. Професор доктор Милка Клинчева, субспецијалист по кардиологија, е денешна гостинка во студиото на Телма. Професор, ке продолжуваме понатаму во однос на лекувањето. Велат не постои конечно излекување, тогаш во што се состои терапијата? Велат ако се дијагностицира навремено, пациентот може да има квалитетен живот. Каква терапија добива? Ние во последно време имаме убава терапија за срцева слабост, има голем напредок во терапијата за срцева слабост. Прво бих сакала да кажам дека не сите срцеви слабости не се излекуваат. Има срцеви слабости кои се излекуваат, например, да се врати срцето во првобитната форма. Алкохолната кардиомиопатија, значи доколку се престане со земање конзумирање алкохол, тогаш може срцето да се врати во граници на нормала. Потоа вирусните миокардити исто така може да се вратат во нормала. Може и не мора. Најчесто се враќаат. Потоа постпарталната. После порадување исто така има една од причините за срцева слабост кај жени кои што по доцна раѓаат и така се јавува постпартална кардиомиопатија и тие најчесто се враќаат во граници на нормала. Кај сите овие пациенти, независно од етиологијата, имаме една основна терапија, ние ги викаме 4 столба на срцевата слабост. Тука се бета-блокаторите, потоа АЦ-инхибиторите, односно инхибиторите на ангиотензин-конвертирачкиот ензим. Потоа во последно време, некои десетина години, е многу популарна и ефикасен лек ентерестото. Тоа е лекот кој што ние редовно го користиме, имаме одлични ефекти во лекувањето на пациентите со срцева слабост. Тоа е лек кој што е комбинација на валсартан сакубитрил и ги користи патофизиолошките механизми во развојот на срцевата слабост за да всушност ја подобри функцијата на срцето. Тоа е втората група на лекови, значи се зема или АЦ-инхибитор или ентресто. Потоа се спиринолактонот, еплеренолон, значи минералокортикоидните антагонисти. И во последните 2 години се докажа дека CGLT2 инхибиторите, ние ги викаме инхибитори на натриум гликозниот котранспортер, кои делуваат на ниво на проксимални тубули на бубрек, го изфрлаат вишокот на течност, односно не дозволуваат враќање на шеќерот назад, враќање на течноста во организмот и на тој начин ја зголемуваат диурезата, односно ја намалуваат конгестијата, задршката на течност во организмот. И се докажа, тоа се лекови за шеќерна болест. Но тука даваат добри резултати. Даваат одлични резултати и за дијабетот, значи учествуваат, тоа ви е како 3 во 1. Значи и делуваат на шеќерот, делуваат на срцевата слабост и делуваат на бубрежната слабост. Бидејќи срцевата слабост, пак ќе кажам, е синдром. Како страда срцето, страда и јетрата и бубрезите. И другите органи. И на тој начин ние всушност со овој последен столб во досегашната терапија за срцева слабост
ние ги решаваме и срцевата и бубрежната слабост и дијабетот, а дијабетот е една од најчестите причини ризик фактори за развој на срцева слабост. Имаме двајца гледачи кои се очекуваат да се вклучат во денешната емисија и ги замолам само што по концизни прашања во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Добар ден, сега ве слушаме, повелете. Едно прашање до докторката. Секако повелете. Пред 10 години имплантиран песмејкер. Се работи за 83 годишен родител мој. Така. Има дилатирано срце, имат декомпензирано срце, имат атриална фибрилација и на ехо е прегледан, имат и вода во срцето, во перикардот и ЕФ пише 30%. И сега сакам прогностички вака... Консултација, што би можело да биде и што би можело да се направи во иднина. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, веднаш ќе одговорите или да го вклучиме и другиот гледа со прашање? Ајде, одговорите, бидејќи имаше конкретни податоци. Да, овде се работи за срцева слабост. Ежекционата фракција е 30%, значи имаме тешко редуцирана срцева слабост, имаме вода, значи декомпензирано срцето, треба да се зголеми диуретската терапија, треба сите овие лекови најдобри што може да се дадат. Јас би го поканила господинот да дојдат на преглед, да го прегледаме, да дадеме терапија соодветна и да видиме дали понатаму има потреба од нешто повеќе. Пейсмейкер, сега треба да видиме за каков тип на пейсмейкер се работи, понекогаш треба и пейсмейкерот добро да се наштелува, за да работи срцето подобро, за да немаме срцева слабост, односно да немаме декомпензација. Освен зголемување на диуретска терапија, евентуално да не има потреба од апгрейд, значи од CRT-D, имаме сега нови алатки кои што помагаат во срцевата работа, тоа се срцевата ресинхронизација на терапија, така да видиме дали е пациентот погоден за тоа. Атриална фибрилација е проблем, бидејќи атриалната фибрилација значи дека 70% од крвта доаѓа во срцето, меѓутоа остатокот, тие 30% кои што се зависни од контракцијата на предкомората не доаѓаат, што значи ние имаме 30% со самата атриална фибрилација намален за 30% минутен волумен. И тоа ги усложнува работите. И затоа тука треба да се види добро пулсот, притисокот, колку има конгестија, да се даде соодветна терапија, убаво да се прецизира и да се погледнат и бубрезите исто така, затоа што на 83 години предпоставувам дека тука имаме некакво оштетување плюс и на бубрезите. Каква е прогнозата? Праша господинот. Не би сакала за прогноза да зборувам, особено не без да прегледам пациент. Так. Не би било коректно, бидејќи има пациенти кои што со добра терапија си живеат и долго време без проблем. Уште двајца гледачи ќе вклучиме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Прашање до докторката. Јас доктор имам 75 години. Прв пат на 65 години бив свест од нас. Без на преглед, не ми прегледавани срце ни ништо, после неколку години пак ми се случи истото, болки во градите, со повраќање у кома исто. Правијам коронографија. Коронографијата ми кажаа дека уред. На ехо одам, секоја година ме прегледуваат и кажуваат дека уред. А имам проблем малку со каротидите, имам од 30 до 40% стеснување на каротидите. Последен пат паднах лани во мај, во кома. Тоа за кратко време, а мојата матична докторка тука ми кажува дека тоа е на низок притисок. А едно се јавих исто на ваша колешка од Систина, може би вие сте, мислам од Жан Митрев, мора да вика тоа е проблем од срцето нешто. А ја
со првдив конографија, тоа ништо проблеми не кажаа дека има. Така, сега вашата дилема за што може да се работи, бидејќи на вистина имате еден сериозен проблем. Ви благодарам за вклучувањето. Што би советувале, какви испитувања да се направат? Вака, тука може да биде губењето на свест. Може да биде или од срцето, или од мозокот. Срцето, коронарографијата е една работа. Меѓутоа, треба да се види дали имаме аритмолошки проблем, дали имаме блок некако во срцето. Може би се носи? Да, затоа се носи холтер, да, и транзиторен блок во срцето кој што прави губиток на свест. Може да има атриална фибрилација, да има тромби кои што не се гледаат баш на ехо. Се гледаат со други методи. И тогаш да даде транзиторни исхемични атаки, значи транзиторни тромби во мозокот кои што ќе доведат до некаков губиток на свеста. Второ, имаме 30-40% стеноза на каротидите. Дали е толку или е повеќе? Затоа треба да се направи компјутер. Треба да се на каротиди и мозок и магнет на мозок, да видиме какви промени има на паренхимот на мозокот. И потоа можеме да кажеме за што се работи. Бидејќи ова и се случува на господјата повторувачки, веќе од 65 до сега, значи 10 години назад, она неколку пати губи свест. Јас би ја посоветувала да дојде, да убаво ја прегледаме темелно и да знаеме што е, бидејќи тоа ако веќе се јавило 2-3 пати, може пак да се јави. Повтори. Треба да спречиме следно, бидејќи со секое следно губење на свест, тоа е губење на делото мозочниот паренхим. Треба да видиме за што се работи. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до гостинката и до водителката. Благодарам. Сакам да прашам за мајка ми, се работи за срцева слабост, пошто бевме многу пати во Филип II, кај Жан Митрев поточно. Само имаме наведено срцева слабост со сочувана ежекциона фракција. Немаме ништо друго заклучок. Меѓу време, кај неа, пошто докторката беше навела, многу тешко е во одењето, гушија, аритмија и пада, пулсот, што би отоци има повремено на нозете, што би ми Така, што би советувала професорката во овој случај? Ви благодарам за вклучувањето. Какви насоки би дале во овој случај? Значи, се работи за жена, се работи во повозрастна возраст и тука многу е честа срцева слабост со сочувана ежекциона фракција. И господјата тоа убаво го наведе. Сите овие симптоми што ги кажува се типични за срцева слабост. Тука две работи може да се направат. Прво емпаглифозин. Тоа е еден од овие последните лекови кои што се докажа дека е ефикасен кај срцева слабост со сочувана ежекциона фракција. Го има во Македонија, може да се купи во аптеките. Се разбира, сето тоа прво треба да иде со со преглед и препорака од кардиолог. И втората работа, доколку паѓа пулсот, тоа е исто уште една од причините зошто може и срцето да има проблеми. Тука веќе треба да се размисли дали има потреба стварно од имплантација на пейсмейкер. Така да имаме, професор Кјуште, колку што гледам неполна минута до крајот на емисијата, значи понекога се имплантира пейсмейкер, некогаш има некои други механички уреди кои што помагаат. Да, тоа се assist devices, значи апаратчиња да речеме вештачко срце, која што ја превземаат улогата и тоа се надворешни моторчиња со кои што се пумпа крвта. Доживотно се носат тие? Да. Прето само последна веќе фаза е трансплантација на срце и само сосема накратко, оние кои што живеат со срцева слабост. Каков живот да водат? Смеат ли да бидат физички активни? Смеат ли да возат? Можат ли нормално да одат на работа? Еве некои такви сосема кратки индивидуално. Секој пациент со срцева слабост треба да научи да живее со болест. Бидејќи ќе треба со неа да се дружи подолго време. Треба физичка активност, лесна до умерена физичка активност, секојдневно по 30 минути прошетки. Да нема залегнување дома, затоа што тоа уште повеќе влошува состојбата. Можни се лесни вежби, вежби на истегнување, јога применување. Значи сето тоа се докажало дека кај пациентите со срцева слабост помага. Покрај лесна до умерена физичка активност, солената храна, тоа е главното.
да нема сол, вегета, такви зачини, затоа што солта ја задржува водата, а во срцето не може доволно да пумпа. За пациентите кои што се срцева слабост и се во стабилна состојба, да нема над 5 грами сол во текот на денот. Тука рачунете дека треба да влезе и сирењето, кашкавал не би се препорачало сирењето да биде одсолено и сувоместнато никако. Овош е зеленчук, значи повеќе антиоксиданси, да биде сепак храната избалансирана. Месо може, меѓутоа да или варено или печено, никако пржано. Има уште многу што можете да ни кажете, така, но еве оставам простор за вашето следно гостување во телевизија Телми во Телма амбуланта. Ви благодарам што денеска прифативте нашата покана да бидете гостинка во емисијата. Ви благодарам за поканата. Почитувани, ова беше професор доктор Милка Клинчева, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и чувајте го вашето здравје.